7 часот 52 минути. Добро утро, ја следите утринската програма на вашиот јавен сервис. Петта поред годишна конференција за е-трговија, првпат со свое регионално издание ќе се случува во Скопје во организација на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија. Велам добро утро за Марија Ристовска, проект менаџер во Асоцијацијата за е-трговија, со која што ќе го најавиме овој настан со доста новитети годинава. Ние, Марија, го следиме секоја година настанот и навистина ни е драго и навистина ни е мило што од година во година и со оваа конференција растете се повеќе и повеќе. Така е, и по број на гости и по интерес, тоа можеме да го констатираме. Ајде да почнеме поред кога се одржува годинава, годишната петта поред конференција и кажав и во најавата годинава карактеристика што ќе биде и со регионален карактер, што значи тоа? Ајде, најпрво ви благодарам за гостувањето. Годишнава конференција е пета, јубилејна. Оваа година ќе се одржува на 11 ноември, тоа е петок, овој петок. И за прв пат, како што рековте, има регионален карактер, односно ја правиме со поддршка на асоциациите за е-трговија и сродните организации од регионот. Односно ја промовираме во регионот, во цел Западен Балкан и ќе има повеќе гости од регионот, воедно и повеќе спикери од регионот. Тоа значи не само гости кои што ќе бидат спикери, туку и гости кои што сигурно изразиле интерес да присуствуваат на самата конференција. Апсолутно, секоја година имаме учесници од регионот, меѓутоа оваа година ќе има најмногу до сега. Ќе има дел што ќе бидат физички присутни и ќе има дел што ќе бидат што ќе следат конференцијата онлайн, бидејќи направивме со хибриден формат за да може повеќе луѓе да бидат достапно до повеќе луѓе. Супер, колку дена ќе се случува во еден ден, како е тоа? Всушност оваа година бидејќи добивме многу барања од нашите членки, од компаниите со кои што соработуваме, дека имаат потреба од нетворкинг, односно вмрежување, решивме да направиме во 3 дена, односно да направиме 3-дневна програма. Првиот ден е всушност дедициран за VIP нетворкинг настан, кој е посветен само за спикерите и за спонзорите, и за оние кои што имаат купено VIP карта. Тоа е во четврток на 10. Во петок е самиот конференцијски дел, значи целиот едукативен дел во текот на денот. Вечерта правиме заедно со АЕКОС роденденска забава, пета јубилејна и за конференцијата и воедно за самата асоциација за е-трговија. И во сабота имаме рекреативен и спортски дел, каде што сакаме сите учесници од конференцијата, заедно со говорниците, заедно со спонзорите, заедно со нашите членови, да се искачат на водно и да се држат неформално. Па ако тоа веќе не е нетворкинг, не знам што е. Да, наистина убава замисла, бидејќи дефинитивно удружењата и новите пријателства и приватни, но и професионални се многу важни на овие конференции. 4 главни теми ќе бидат во фокусот на конференцијата. Можеме ли да кажеме зашто ќе се даде приоритет во дискусиите? Приоритет ќе се даде на можностите кои што ги нуди е-трговијата во регионот, имајќи во предвид дека регионот опфаќа околу 17 милиони жители, доколку се гледа како една целина, како еден интегриран пазар, навистина има голем потенцијал за сите кои што работат со е-трговија. Тоа е првата тема, понатаму следната тема е како е-трговијата ги менува навиките на купувачите, а сите сме свесни дека ги менува од начинот на купување до начинот на гледање телевизија, до начинот на вежбање и така натаму. Така да ќе ги представиме начините на кои што е-трговијата успева да ги смени навиките на нас како потрошувачи. Потоа ќе разговараме за, ние го викаме воздухот во е-трговијата или основата на е-трговијата, тоа се податоците, технологијата и маркетингот, каде што спикери од еминентни компании ќе дојдат и ќе ни раскажат како ги употребуваат податоците за да ги подобрат своите бизнеси, да зголемат растот на своите бизнеси и така натаму. И последната четврта трака сесија ние е посветена на успешни приказни од регионот за да се покаже и докаже дека и од регионот се може и дека навистина има успешни приказни кои што од нула почнале и изградиле навистина бренд во е-трговијата. Дефинитивно работите во е-трговијата во целиот дигитален свет се менуваат не од година во година, туку од ден во ден. Ќе се согласи со мене и добри се ваквите конференции, бидејќи со нив се следи и патот на менувањата на нештата, како се менува светот, па поблиску го носиме тоа и дома. Ќе има во контекст на ова што го кажав, сакам и така да го привршиме разговорот, ќе има доста експерти кои што ќе бидат гости, кои што ќе споделат своји искуства пред се за луѓето кои што ќе бидат како публика, на кои што ќе им бидат пренесени искуствата. Знам дека ќе има експерти од Google,
што ќе биде дел. Меѓу другото. Меѓу другото, кои можеме други да ги најавиме? Па оваа година се обидовме да донесеме експерти кои што навистина доаѓаат и од еминентни брендови, поврзани и со e-трговија и со целиот екосистем на e-трговијата. Амин Сјалан е еден од клучните говорници или keynote спикери. Тој е бизнес девелопмент менеджер, односно консултант за Google. Потоа го имаме Јакуб од TikTok. Имаме гостин кој што се доаѓа од Payoneer, тоа е Никола Механџич. Потоа го имаме Петар Јефтич кој што работи во HTTP, меѓутоа е senior client relationship manager за Meta, односно за сите платформи како Instagram, Facebook и така натаму. И имаме доста регионални и локални говорници кои што ќе опренесат своето знаење пред сите присутни. Оваа година само сакам да нагласам дека имаме најмногу до сега говорници. Конференцијата беше распродадена и ги затворивме продажбата на картите минатата недела. Има над 500 говорници. Е прв пат, значи од година во година навистина растеме и навистина нарадува интересот на самата публика и на самиот приватен јавен сектор, на сите организации за да дојдат и да присуствуваат да ги следат трендовите за e-трговијата. Што говори, еве за крај така да заокружиме темата, што говори големиот интерес од година во година, се поголемиот и поголемиот интерес, што како асоциација можете да го истакнете како факт, што ви говори големата заинтересираност дека фирмите го фаќаат шекорот со новото време, со модернизацијата со интернетот? Апсолутно, компаниите почнуваат веќе да гледаат потребата од e-трговијата. Дел од компаниите, нели, и поради короната буквално се комплетно се префрлија онлайн, дел го користат како дополнителен канал. Она што можеме да забележиме од годишните истражувања, односно годишната анализа што правиме на e-трговијата, оваа година покрај Македонија правиме и споредба со регионот и со Европска унија, односно со земјите во Европа, всушност е дека постои поместување од година во година, нормално позитивен тренд во растот на e-трговијата, во обемот на трансакции, во вредност на трансакции. Меѓутоа, она што недостига е забрзување, особено забрзување во однос на ноу-хау или на знаење, на дигитални вештини, како во односот на побарувачката, значи како во едукација на самите купувачи, потрошувачи, така и на понудата, каде што исто така треба да вложуваат во нови tools, во нови тактики, во нови стратегии и така натаму. Поради тоа и самата тема на нашата конференција e-commerce accelerate или забрзување на трговијата. Во нови алатки, само да преведеме. Не, добро, се насмеав бидејќи секојдневно се соочувате нели со англискиот јазик, со зборови кои што веќе стануваат и дел од нашата секојдневна комуникација, посебно ако нели ги користиме дигиталните платформи. Марија, благодарам за гостувањето, посакувам успешна конференција. Ние за теми кои што произлегуваат токму не само од конференцијата, туку и од вашата работа на годишно ниво, ќе се гледаме уште многу пати. Апсолутно, фала ви уште еднаш.